Едногласно, со 83 гласа за од присутните пратеници, собранието го избра новиот состав на Државната изборна комисија. По распишаниот јавен оглас и по селекцијата во Комисијата за избори и именувања, согласно одредбите од изборниот законник, пратениците без расправа го избраа речиси истиот состав на ДИК како и во претходниот мандат. Единствено, по предлог на пратеничката група на СДСМ, комисијата доби нов председател, Бојан Маричиќ, додека досегашниот председател Борис Кондарко сега е избран за член на ДИК. Во комисијата остануваат и Абдуш Демири како подпредседател и членовите Александар Даштевски, Светлана Карапетрова, Ангел Чористов и Дитмир Шеху. Според изборниот законник, од кандидатите пријавени на јавниот оглас, политичките партии во опозиција предлагаат председател и 20 членови на Државната изборна комисија, а партиите на власт предлагаат подпредседател и 3 членови на Државната изборна комисија. Мандатот на председателот, подпредседателот и членовите на Државната изборна комисија трае 5 години. Во рамки на денешната 83-та пленарна седница, избрани се и 20 нови членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Со 62 гласа за и 1 воздржан, за членови на комисијата се избрани Лимко Бајзеровски, дипломиран политиколог и доктор по историски науки од Пласница, и Наташа Амдију, дипломиран правник и магистар по правни науки од Берово. Третата кандидатка, Џихан Ахмет, номинирана од Комисијата за избори и именувања, ја повлече кандидатурата. На јавниот оглас за пополнување на испразнетите места во Комисијата за заштита од дискриминација, што го објави собранието, се пријавија вкупно 19 кандидати. На јавната расправа беа поканети сите 14 кандидати кои ги исполнуваа условите за избор. Потоа, Комисијата за избори и именувања ја подготви предлог листата за која денеска се изјасни собранискиот пленум. По завршувањето на амандманската расправа во Комисијата за политички систем и во Законодавно-правната комисија, собранието денеска ги донесе и измените на кривичниот законник предложени од група пратеници од мнозинството. Со 76 гласа за и 1 против се усвоија измените со кои се ревидираат законските измени од 2023 година, кога беше интервенирано во членот 353 кој се однесува на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување. Со тие измени беа ублажени казните за кривичните дела од членовите 353а и 394, несовесно работење во службата и злосторничко здружување. Со законот се предвидува и проширување на опфатот на кривични дела за кои би можела да се примени проширена конфискација, а исто така се врши и доусогласување со Истанбулската конвенција преку редефинирање на кривичното дело телесна повреда од член 130. На тој начин се отстранува гонењето по предлог во случаи кога делото е сторено при вршење родово базирано насилство. Исто така се интервенира кај кривичното дело трговија со дете заради надминување на состојбите со питачењето. Законот содржи и одредби за хармонизирање на кривичните дела против безбедноста во сообраќајот во врска со проектот Safe City. По усвојувањето на измените во кривичниот законник, председателот Африм Гаши ја прекина седницата и најави дека дополнително ќе закаже нејзино продолжение. Во меѓувреме, Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно-правната комисија треба да го разгледаат по скратена постапка предлогот на закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова по договорот за заем за финансирање на проектот за енергетски и ефикасна рехабилитација на студентските домови и објекти за ученици студенти со попреченост, фаза 2. Со овој предлог закон, доставен од Министерството за финансии, беше дополнет дневниот ред на 83-та седница на собранието. Од друга страна, беше отфрлен предлогот на Левица за дополнување на дневниот ред со предлог измени на Законот за енергетика по скратена постапка.